Почитувани советници, раководители, директори, медиуми, граѓани пред малите екрани, во интерес на јавноста сакам да споделам дека денеска ќе држиме две седници. Првата седница беше неопходна со 3 точки за непречено функционирање. Втората седница е наменета исклучително за советнички прашања. Седницата за советнички прашања е закажана за 12:30. Пред да ја отварам седницата, 31-та седница, сакам јавно во име на Советот да му честитам на младиот боксер Бајрам Мамутовски од Кумановскиот боксерски клуб БК Куманово 84, кој го освои златниот медал на Балканското првенство во Романија. Истовремено сакам да му честитам и на директорот и на личниот тренер на младиот боксер Самет Салиевски, нашиот советник. Тоа само потврдува дека Куманово е град на спорт, Куманово е град на каде што се негува боксот, затоа покажуваат и златните медали кои ги имаме од Куманово, на Реджеп Реджеповски и на достижни награди кои до сега се дадени, меѓутоа мора да потврдиме дека одамна не сме имале едно вакво освежување во сферата на боксот, златен медал од кумановски редови. Повторно честитки до младиот боксер и до директорот на клубот. Ја отварам 31-та седница на Совет на општина Куманово. За работа на седницата го предлагам дневниот ред кој што заедно со материјалите ви беше доставен по електронска пошта. За материјалите дискутиравме и на координација и ги договоривме и двете седници. Дали некој бара збор за да се предложи дополна или измена на дневниот ред? Повели за збор се јави Благојче Јакимовиќ. Благодарам, почитувана председателка, почитувани колеги советници, почитувана општинска администрација, почитувани директори на јавни предпријатија, почитувани гледачи пред малите екрани. Како што знаеме, денеска одржуваме 31-та седница со предложени 3 точки на дневен ред. Мислам дека ќе имаме простор и време да поразговараме за уште една точка, која што сакам да ја предложам на самата седница. Како што знаеме, општина Куманово досега го субвенционира општинскиот линиски превоз на патници на подрачје на општина Куманово. Како што знаеме, оваа мерка, согласно анализата од некој си диспечерски центар, ја користат повеќе од 10.000 граѓани. И вкупно се трошат некаде околу 1.000.000 евра граѓански пари. Најголем број на граѓани од централно градско подрачје немаат никаков бенефит од оваа мерка која што ја субвенционира општина Куманово. Нивните пари се трошат исто, бидејќи и тие се даночни обврзници. Бидејќи тие се од даночни обврзници, како што и другите, барам да се донесе, да биде предлог на дневен ред, точката е предлог одлука за субвенционирање на паркинг простор за резиденти, односно жители на местна заедница Центар, граѓани во А зона паркиралиште. Доколку оваа точка биде поддржана и донесена на дневен ред, спремен сум да дадам целокупна анализа и да предвидиме средства во наредниот буџет за наредна година, да и овие граѓани кои што 99% не ја користат мерката за субвенционирање на линиски општински превоз, да имаат некаков бенефит. Значи, станува збор не само за граѓани на местна заедница Центар, туку за резиденти каде што функционира А зоната од паркиралиште. Благодарам. Благодарам, Благојче. Повелете за збор се јави почитуваниот советник Милјан Доновски. Повелете, советник. Уважена госпоѓо председател, почитувани колеги, почитувани представници на медиумите, почитувани останати присутни во салата и почитувани граѓани. Предлагам точка на дневен ред која гласи: утврдување на мислење и насока на Совет на општина Куманово за почитување на роковите и постапката за доставување на писмени одговори на поставени советнички прашања. Уважени колеги, како што знаете, на 27-ма седница на Совет на општина Куманово
со дневен ред советнички прашања, која што се одржа на 6.7.2023 година, поставив 3 советнички прашања и согласно со член 20 од деловникот побарав писмени одговори. Но до ден денес, на 31.10.2023 година, по изминати скоро 4 месеци, спротивно на обврската утврдена со одредбите од членот 20 став 3 и 4 од деловникот, субјектот на кој му беа поставени советнички прашања во рокот од 10 дена не ме информира за времето кога ќе бидат доставени одговорите, ниту пак во пропишаниот максимален рок од 2 месеци ми достави одговори на сега 2 поставени прашања. Сакам да ви информирам дека утрово, сега пред почеток на оваа седница, добив еден одговор на едно од советничките прашања, не знам, бидејќи немам за кое се работи, бидејќи немав време ниту можност да видам за што се работи и да го прочитам. Ваквиот однос со кој се пробиени роковите за доставување одговор на поставените советнички прашања е груба повреда на деловникот на Советот. Исто така е крајно некоректен и дискриминаторски и со тоа е неприфатлив. Поради тоа не може и не смее да остане без реакција. Уште повеќе, бидејќи предизвикува чувство дека е обид за прикривање на некои податоци кои ќе овозможат соодветен увид и контрола на начинот на реализирање на одлуките кои ги донел Советот, или пак се работи за прикривање и за неефикасност на лошото раководење на општината. Заради тоа, а врз основа на член 66 и 69 став 2 од статутот на општина Куманово, во врска со член 20 став 3 и 4 од деловникот на Советот, со цел зачувување на дигнитетот на Советот и почитување на прописите кои ги донел и се во примена, предлагам Советот да утврди мислење и насока со следна содржина. Советот на општина Куманово смета дека од страна на градоначалникот на општина Куманово се прекршени одредбите од член 20 став 3 и 4 од деловникот на Советот, бидејќи во препишаниот рок не доставил писмен одговор на 3 советнички прашања поставени на 27 седница на Совет на општина Куманово, одржана на 6 јули 2023 година, и препорака градоначалникот или од него овластени служби во рок од 10 дена од денот на утврдување нова мислење и насока имаат обврска да достават одговори во писмена форма на неодговорените 2 прашања кои се поставени на 27 седница на Советот на општина Куманово, одржана на 6 јули 2023 година, како и да известат за причините на доценењето. Благодарам. Благодарам, советник. Повелете уште некој? Дали се јава за збор за дополна измена? Тогаш да преминеме кон изјаснување на првиот предлог даден од советникот Благојче Ечимовиќ, предлог одлука за субвенционирање на паркинг за резиденти во зона А. Повелете советници да се изјасниме. Констатирам дека со 13 гласа за и 17 против не е усвоен предлогот на советникот Благојче Ечимовиќ да се дополни. Процедурално во врска со што, Благојче? Повели? Благодарам, барам поединечно изјаснување. Се извинувам, имате ли поддршка од 5 советника? Има поддршка, може да појде.
Ивана Ѓорѓиевска. Против. Дарко Митевски. Против. Јадранка Стаменковска не е тука. Дарко Петковски. Против. Лидија Костиќ. Против. Реđe Преđеповски. Против. Мирјана Прокиќ Младеновиќ. Против. Зоран Јовановски. Против. Елена Доцевска Божиновска. Против. Мирослав Тричковиќ. Против. Жарко Милошевски. Против. Саша Николиќ. Против. Валентина Младеновска. Против. Против. Невена Величковска. Против. Маријан Карамфиловиќ. Против. Дритон Сулеймани. Против. Хузир Мустафи. Против. Хулјусија Сипи. Против. Атина Мургашанска не е тука. Александар Јовановски. За. Благој Чејтимовиќ. За. Милјан Доновски. За. Александра Лазаревски. За. Јулијета Милеими. За. Самет Салиевски. За. Јелена Спасевска. За. Дејан Ивановски. За. Сузана Манчиć Спасиć. За. Арта Мехмети Адеми. Не е тука. Ридван Дервиши. За. Мендо Асани. За. Фитор Јакупи. За. И Никола Лазаревски. За. Констатирам дека после поименично изјаснување за се 13, 17 се против, што значи дека и електронското гласање се потврди како исправно. Колеги советници, поменуваме на изјаснување на предлогот на советникот Милјан Доновски за утврдување на мислење од страна на Совет за ненавремено доставување на писмени одговори поставени како советнички прашања. Поверете да се изјасниме. Констатирам дека со 13 гласа за и 16 против не е усвоен и предлогот на почитуваниот советник Милјан Доновски. Колеги советници, предлагам да се изјасниме во однос на целокупниот дневен ред. Поверете, процедурално почитуван советник Милјан Доновски. Благодарам.
На таблата на која што се гласа, можевме да забележиме дека се работи за трето гласање во електронска форма, а ова е второ гласање во електронска форма. Се сомневам дека податоците се точни и предлагам поединечно изјаснување по основ на мојот предлог за ставање на оваа точка на дневен ред. Благодарам. Почитуван советник, од овдека ме информира дека првото било проба. Што значи дека ќе се води во записник како проба. Ви благодарам. Да се изјасниме во однос на целокупниот дневен ред. Поверете. Председателка, јас се изрази и сомневање за точноста на податоците со ова гласање. И побарав поединечно да се изјасниме по мојата предложена точка. Благодарам. Имате ли подршка од 5 советници? Благодарам, одиме на поименично. Ивана Ѓорѓиевска. Против. Дарко Митевски. Против. Јадранка Стаменковска не е тука. Дарко Петковски. Против. Лидија Костиќ. Против. Реđe Преđеповски. Против. Мирјана Прогиќ Младеновиќ. Против. Зоран Јовановски. Против. Елена Доцевска Божиновска. Против. Мирослав Тричковиќ. Против. Жарко Милошевски. Против. Саша Николиќ. Против. Валентина Младеновска. Против. Невена Величковска. Против. Маријан Карамфиловиќ. Против. Дритон Сулеймани. Против. Хузир Мустафи. Против. Хулјусија Сипи. Против. Атина Мургашанска не е тука. Александра Јовановски. За. Благојче Етимовиќ. За. Милијан Доновски. За. Александра Лазаревски. За. Љуѓета Милјеими. За. Самет Салиевски. За. Јелена Спасевска. За. Дејан Ивановски. За. Сузана Манчиć Спасиć. За. Арта Мехмети Адеми. Не е тука. Ридван Дервиши. За. Менду Асани. За. Фитор Јакупи. За. И Никола Лазаревски. За. После поименично изјаснување за предлогот на почитуваниот советник Милен Доновски за дополна измена на дневниот ред, 13 се изјасниле за и 17 против. Колеги советници, продолжуваме со
гласање за целокупниот дневен ред. Повелете. Констатирам дека со 19 гласа за, 9 против и 2 воздржани усвоен е дневниот ред по кој што ќе работиме денеска на 31-та седница на Совет на општина Куманово. Дарко Митевски, процедурално. Повели, Дарко. Благодарам, председателка. Почитувана председателка, почитувани колеги советници. Бидејќи веќе се одложи ова седница, а од 12:30 имаме друга, односно советнички прашања, предлагам според деловникот член 66 советот на предлог на член на совет да одлучи со мнозинство гласови на присутни членови на совет по исто прашање седница да се говори само еднаш, како и да се определи време трајање на излагање што не може да биде подолго од 10 минути. Благодарам. Благодарам, Дарко Митевски, на предлогот. Почитувани советници, да се изјасниме и во врска со овој предлог. Поверете. Констатирам дека со 18 гласа за, 10 против и 1 воздржан ќе го почитуваме овој предлог на Дарко Митевски да се изјаснуваме за секоја точка по еднаш по 10 минути. Затоа нема да ги спојувам точките, затоа што овој предлог е прифатен и започнуваме со работа по точките од дневен ред. Прва точка на дневен ред е предлог одлука за изменување на одлука за субвенционирање на општински линиски превоз на патници на подрачје на општина Куманово. Поверете советници, дали некој бара збор? Почитуван советник Милјан Доновски, поверете. Благодарам. Уважаема председателке, почитувани колеги, почитувани граѓани, во неколку наврати досега дискутиравме за прашањето како да се регулира и дали и како да се субвенционира општинскиот линиски превоз. За жал, ние советниците досега се уште немаме валидни и потврдени податоци за оправданоста и целисходноста на овој трошок од буџетот. Градоначалникот, односно општинските служби, не обезбедија и не ни приложија никаков податок или доказ обезбеден од општинските служби или независен овластен субјект со кој се потврдуваат бројките кои ни се доставени од така наречениот диспечерски центар на превозниците. Сега, по трети или четврти пат се бара Советот да донесе одлука со која според мене преку колективен орган се прави обид да се легализира нерационално и неодговорно трошење на народните пари и нивното одлевање во приватни джебови, а заради политичка промоција на поединци и поедини политички субјекти. Мојата дилема, почитувани граѓани, не е дали треба да има линиски превоз во Куманово и дали треба да се субвенционира, туку дали ние имаме право и смееме во услови на недостаток дури на основна контрола и увид во трошењето на парите на граѓаните, што е резултат на неспособноста и неефикасноста на општинска администрација, да гласаме одлуки со кои, според мене, нетранспарентно и незаконски се трошат буџетски средства на штета на граѓаните од општина Куманово. Во овој проект, почитувани колеги советници и почитувани граѓани, сите бевме втурнати на инсистирање на градоначалникот без потребна подготовка, без анализа и со многу дилеми. Сега знаеме дека цената на овој сомнителен за мене проект се фрлени огромни пари како во бунар без дно, за сметка на нереализирани проекти од есенцијално значење на граѓаните. За една година со овој така наречен бесплатен превоз се трошат 1 милион евра. 1 милион евра.
за наводни 13.000 превезувања дневно. Значи не 13.000 патници, туку 13.000 билети кои би биле купени за возење од една до друга релација. И ќе го повторам зборот наводни, бидејќи со никаков аргумент и доказ не се потврдени. И тоа само заради политичка пропаганда и манипулација. А во исто време не се подобрени услугите кои што ги пружа општината и јавните предпријатија, не се изградени водоводни мрежи, не е изградена канализација, не се реконструирани и изградени улици и други неопходни објекти кои ќе им служат на граѓаните години и децении во иднина. Лично сметам дека ваквиот модел на субвенционирање на општинскиот линиски превоз е неодржлив. И лично сметам дека заради тоа вистинскиот модел за организирање на општински линиски превоз, кој, ова го потенцирам, кој како патници ќе го користат жители на општина Куманово, е моделот на делумно субвенционирање на купен билет за градски превоз. Тоа може да биде решение како општината да не остане без градски превоз, како граѓаните реално да добијат субвенција и како буџетските средства да се трошат рационално, без никакви сомневања дека се плен на корупција, трговија со влијание и гола политичка пропаганда. Ова дотолку повеќе бидејќи се трошат пари на сите граѓани на општината. Почитувани колеги, предлагам сите да размислите одговорно и да одлучиме ваквиот модел на субвенционирање на општинскиот линиски превоз да престане и од една друга причина, бидејќи само во одлуката која што ни е дадена како одлука за изменување и дополнување е потенцирано дека е тоа општински линиски превоз општински линиски превоз на патници, без да се сугерира дека тие патници треба да бидат жители на општина Куманово. Вака како што е организирано, ниту може некој да го контролира тоа дали со општинскиот линиски превоз се превезуваат жители на општина Куманово, бидејќи субвенционирањето е од буџетот на општина Куманово. На тој начин се доведува во сомневање и постапката во начинот на трошење на буџетските средства и почитување на законот за начинот на реализирање на средства од буџет. Предлагам сите заедно да размислиме и да прифатиме модел за делумно субвенционирање на општинскиот линиски превоз, кој би почнал да се применува од 1. јануари 2024 година, последниот модел. Како пример го давам, не мора да биде тоа ниту анализа, ниту модел кој што ќе биде прифатен, но како модел за размислување. Прво, превозниците кои што се учесници во општинскиот линиски превоз да утврдат и понудат предлог на минимални цени кои за нив се економски оправдани за годишен, полугодишен и месечен билет за поединечни линии на општинскиот линиски превоз. Општинските служби, по 2, да утврдат процент со кој општината би ги субвенционирала билетите кои ќе ги купат граѓаните во рамка која збирно месечно нема, според мојот предлог, да надмине 1.850.000 денари или 30.000 евра. И на крај, Советот да донесе одлука за делумно субвенционирање на купен билет за користење на градски превоз, односно линиски општински превоз од 1. јануари 2024 година, исклучиво на граѓаните на општина Куманово во процент кој ќе биде предложен од општинските служби, но збирно не повеќе од 30.000 евра месечно. Почитувани колеги, сметам дека овој предлог е рационален, одржлив долгорочно и во полза на сите граѓани на општина Куманово
и е предлог кој што рационално може да се брани и да се излезе со него пред било каков надзор кој што ќе биде извршен во поглед на начинот на трошење на буџетски средства. Ви благодарам многу со очекување дека мојот предлог ќе биде разбран позитивно и позитивно ќе биде прифатен од вас, бидејќи ако не биде прифатен од мнозинството, тој е предлог кој што е бадијала предложен и на штета на граѓаните ќе донесете одлука која што долгорочно ќе прави проблеми во одржување на општинскиот линиски превоз. Дотолку повеќе што веќе слушам дека после заговарање дека се планира оваа активност да престане со крајот на оваа година. Благодарам. Благодарам, советник Повели. Повелите уште некој, дали се Дарко Митевски, повели советник? Благодарам, председателке. Во врска со првата точка, сметам дека ова одлука ја донесовме едногласно сите и уште тогаш беше напомнато дека ќе гледаме да се реализира во тек на целата година, односно граѓаните да имаат субвенциониран бесплатен превоз. Генерално идејата беше за тоа да се овозможи што поголем број на луѓе да го користат овој превоз, со што би се елиминирале дивите таксисти кои што ги имаше во голем број, а исто така и да се створи некаква навика кај луѓето да користат превоз, бидејќи во сите градови во светот и во Скопје, што е најблиску до кај нас, генерално сите користат, голем број на луѓе користат превоз градски. Кај нас некако со години се губеше тоа и постојано гледавме празни автобуси. Сега сликата е сменета комплетно и баш со комисијата во која што сум јас член за превоз, разговаравме со вработените од општина кои се исто задолжени за тоа и тие направија во првата половина од октомври активна контрола во автобусите за да се види колкава е потребата на граѓаните за користење на општински линиски превоз и утврдија, што и фактички може и самите ние да го приметиме, дека најголем број на патници се во оние автобуси што се од периферија до центар, на кои што гравитираат поголем број на населби и посебно во период од 6,5 до 10,5 часот од Сабајле, како и за одење назад и тоа во период од 12 до 4,5. Дури тоа беше приметено од општинските служби дека и бројот на корисници е поголем отколку што е капацитетот на самите автобуси. Инаку што се однесува до тоа дали граѓани од Куманово го користат или некои од други градови, мене тотално ми е небитно, бидејќи тоа се плаќа по изминат километар, а не по број на патници. И исто така, дај Боже да имаме што поголем број на туристи или од други градови да доаѓаат кај нас и да го користат превозот, затоа што, например, имаме и многу луѓе што се од Куманово, а генерално работат или живеат у Скопје, имаат и лични карти земени од Скопје, значи тие кога би дошле не би требали да го користат превозот, бидејќи иако се по потекло од Куманово имаат адреса во друг град. Така да мислам дека такво кој би го правил тоа да ги проверува ти од кај си или да ги легитимира луѓето дали се од Куманово или не се. Исто така мислам дека најголем бенефит од овој превоз го имаат луѓето кои што живеат во приградските населби и во селата во околина на Куманово, бидејќи за нив навистина е голем трошок патувањето, бидејќи тие билети се и најскапи, а посебно и за луѓето кои што работат во подрачните училишта или оние што се вон градот, кои што морат постојано да патуваат, а не им се признаваат патните трошоци. Така да сметам дека генерално ова идеја беше добро замислена. Сега што немаме некаков механизам да ги проверуваме, тоа што на самиот старт го разговаравме дали да се воведат некакви за контрола, односно некои сензори кои би читале или ова, но тоа се кошта многу пари и не знаеме доколку би трајал овој проект и мислам дека тоа салудно би биле фрлени да се стават тие сензори или некакви бројачи по автобусите, кои што јонака ако некој сака може да ги манипулира. Така да мислам дека
немаме доволно средства, ниту па култура за такво нешто за да го оствариме. Како и да е, сметам дека голем број на луѓе почна да го користат и се задоволни од ова, дури им би имало потреба и од поголем број на поаѓање и пристигнувања, но тие се можностите, бидејќи самиот превоз се плаќа по изминат километар и ние толку може да оделиме за граѓаните. Благодарам. Благодарам, почитуван советник Дарко Митевски. Повели Мендо Асани се јави за збор, потоа Дијан Ивановски. Faleminderit zënia kryetare. Me pikën e rendit të ditës së parë, për ndryshimin dhe sankcionin e linjeve transportit komunal të udhëtarëve në territorin e komunës së Kumanovës. Kryetari i komunës zotëra për këtë gjë të të zgjidhet problemi për vetëm 6 muaj. Dhe ne ishim për këtë vendim që pas 6 muaj të zgjidh problemi. Po problemi nuk është zgjidhur. Në prap vazhduam ne ndojmë në pikë të rendit ditës për sankcionimin dhe harximin e parave të qytetarëve dhe të marrë nga buxheti i komunës së Kumanovës. Për një qytetar, analiza më e mirë është se për 3 mujor, si komunë ta dimë se çfarë kanë nevojë qytetarët. Kumanovës është dimri, gjërat ka qenë përmes se komunë ma mirë të subvencionon për klima inverter, se problemi më i madh të qytetarëve është në çfarë të ndrohen. Se komuna ka poshtë, komuna Çajit, komuna Kazitovës, çdo gjë subvencionon qytetarët me klima inverter. Dhe секое семејство за минималните трошоци, направајќи анализа кои се извршени во последниве години за затоплување на секое семејство е поевтино да се грејат со климауреди. И позитивно би било тоа да секој инвертер климатизер е добро за чистење на воздухот во градот. Мислам дека треба да се изнаоѓа решение, бидејќи овој линиски превоз да се реши, но не да се реши од буџетот на општина Куманово, за да можеме во иднина да ги субвенционираме граѓаните кои имаат повеќе потреба. Ви благодарам. Почитуван советник Мендо Асани, поверете Дијан Ивановски. Почитувана председателке, почитувани колеги советници, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Сакам да кажам дека ние одлуката не ја поддржаваме за цела година, како што рече колегата Митевски. Ние гласавме за првите 6 месеци, но никакво подобрување не добивме од тоа. Друго, има барање од граѓаните на местна заедница Барем Шабани, па сакам да кажам како планирате на нив да ми обезбедиме градски превоз, бидејќи тие се изолирани и немаат градски превоз. Исто така рече дека не сме можеле да обезбедиме за да можат граѓаните да, како што рече Андоновски, да куцаат карти за опрема од 2-3 евра, а имаме 1 милион евра да потрошиме за градскиот превоз. Исто така мислам дека треба и превозниците да си обезбедат таа опрема. Благодарам. Благодарам, Дијан Ивановски. Поверете советници, дали уште некој се јавува за збор? Видите, никој не побара збор, одиме на гласање. Изјаснување во врска. Молам? Мислам дека тука може раководителот Лидија Ланг Спасовска. Велите, Лидија?
Благодарам. Почитувана председателке, почитувани советници, почитувани представници на општинска администрација, граѓани. Значи, вашето прашање се однесува зошто не функционира општински линиски превоз на улица Бајрам Шабани, на местна заедница. За да профункционира општински линиски превоз, прво треба инфраструктура да биде прилагодена за одвивање на таков вид на сообраќај, бидејќи на автобусите им е потребен поголем простор за да се движат по тие улици. Може би во иднина може да се размислува за тоа. Ние воведовме уште една линија, доколку се сеќавате. Сега е во моментот, би сакала да ги информирам и советниците и граѓаните, распишан јавен оглас за изработка на 32 автобуски постројки на територија на општина Куманово, на главните артерии на градот, меѓу кои и улица Бајрам Шабани и Тодемендол, така да по изградба на истите се надеваме дека ќе имаме интерес од страна на фирмите кои би сакале да го менаџираат овој проект. По изградба на автобуските постројки се надеваме дека ќе дојде до поголема примена од страна на граѓаните на овој вид на превоз, а со тек на времето, доколку се покаже дека е успешна приказка, ќе ја развиваме и понатаму. Благодарам. Благодарам, почитувана раководителке. Поверите советници. Реплика повели Дејан Ивановски. Не сум задоволен од одговорот, бидејќи мислам дека граѓаните на местна заедница Бајрам Шабани се дискриминирани. И еве тука слушаме дека ние немаме инфраструктура изградено, а даваме 1 милион евра за автобуски и линиски превоз. Благодарам. Благодарам, почитуван советник. Дали уште некој се јавува за збор? Да гласаме. Повелете. Во врска со предлог одлука за изменување на одлука за субвенционирање на општински линиски превоз на патници на подрачје на општина Куманово. Констатирам дека со 18 гласа за, 7 против и 4 воздржани усвоен е предлог одлука за изменување на одлука за субвенционирање на општински линиски превоз на патници на подрачје на општина Куманово. Преминуваме на втората точка од дневниот ред, предлог одлука за изменување на одлука за субвенционирање на линиски превоз на патници на линии утврдени со спогодба за утврдување на заедничко организирање на извршување на линиски превоз на патници помеѓу општина Куманово и општина Стара Ногоричина. Поверете советници, дали некој бара збор. Повели почитуван Милен Доновски. Благодарам. Уважени колеги, уважени граѓани, во овие две предлоги одлуки кои што ни се доставени, има една разлика која што мене не ми е јасна, па е добро заради граѓаните и заради нас овде да биде разјаснето. Имено во претходната одлука која што мнозинството ја изгласа, беше кажано дека или се посочува дека субвенционирањето се однесува на период од 1 јануари до 31 декември 2023 година. Но во ова предлог одлука стои дека периодот за субвенционирање на овие линии е последниве 3 месеци од оваа година. Октомври, ноември и декември. Колку што сум јас запознаен, ние веќе донесувавме одлуки за субвенционирање на овие линии и во претходен период, и тоа во два наврати. Не ми е јасно зашто се работи, за да можам соодветно на тоа да размислувам како ќе гласам. И тука, како и во претходната одлука, во текстот во кој што е изготвена одлуката, стои организирање на општински линиски превоз на патници. Ние сега зборуваме за спогодба помеѓу две општини. Никаде не се споменува чии жители треба да бидат тие. Се работи за трошење на буџетски средства за
патници за кои што не знаеме дали се жители на општините на кои што се однесува. И за жал, бидејќи донесовме одлука дека еднаш ќе се дискутира по определено прашање, образложението дека некои имале лична карта во друга средина, а се попотекло од Куманово, па заради тоа треба да ги користат бенефициите кои што се плаќаат од парите на пореските обврзници на општина Куманово, е неразумно и нерационално, неодржливо. И едноставно, ако сакате, спротивно на Законот за извршување на буџет. Не е логично со една вака склепана, извинете на терминот, одлука, да се финансира превоз на граѓани, па дури и странци, кои што не се жители на општина Куманово. Не е логично. Затоа треба, ако се работи за некаква туристичка атракција која што треба да се подржи во Куманово, во ред. Ама треба одлуката да биде прецизна. Кога гласаме како советници да знаеме што гласаме. Дали во ова одлука сега се гласа дека превозот се организира за жители на општините Куманово и Старо Нагоричане, само за жители на општина Куманово, бидејќи или пак само за жители на Старо Нагоричане, бидејќи имаме сознание дека превозниците кои што користејќи ги трасите за превоз на жители некои кои што се на општина Куманово, преминуваат преку територија на Старо Нагоричане и кога качуваат граѓани кои што се влегуваат на станици кои што се на територија на Старо Нагоричане, дополнително им наплаќаат карти. И во тоа ја гледам и непрецизноста и можеби незаконитоста на начинот на субвенционирање на овој превоз. Замислете, се субвенционира превоз по изминат километар. Па не се субвенционира превоз, на овој начин се субвенционира движење на сообраќајни средства по изминат километар. Зашто тие можат да бидат празни, а може да бидат и преку бројно пополнети. Значи, непрецизна е самата одлука. Во тој смисол, па предлагам, барем ако ништо друго, во тој дел да опишете општински линиски превоз кој како патници го користат жители на општина таа и таа. Благодарам. Благодарам, почитувана раководителки, ве молам. Благодарам, председателки. Значи се сложувам со вас дека не изгледаат исто овие две одлуки. Имено првата одлука ја дополнуваме до период 31.12.2024 година, додека одлука за субвенционирање на превоз на патници до Клечовце и ова меѓуопштински превоз, што е. Имено ние донесовме една одлука од 3 месец до 9 месец. И таа имаше одредена сума од 2 милиони и нешто денари, сега не ги знам бројките на памет. Меѓутоа, тие пари беа искористени затоа што километража која што беше пријавена од страна на превозниците беше многу помала од она што се утврди на лице место колку се вози. Средствата беа комплетно искористени уште во почеток на самиот месец септември. Бидејќи беше отпочнато веќе возење, месец септември не беше наплатен целосно од страна на општината на превозниците кои што го вршеа што ја вршеа таа услуга. Од тие причини, бидејќи одлуката беше веќе истекната, ние во октомври донесовме сосема нова одлука која ја утврдиме вистинска вредност од 50.000 денари, од 500.000 денари, така да сега ја продолжуваме таа одлука од октомври, за кој веќе имавме обезбедени средства, и за ноември-декември, каде што определуваме дополнителни 1 милион денари, така да вкупна сума ќе биде 1,5 милиони денари до крајот, односно поточно до 31 декември 2023 година. Што ќе се случува во иднина, секако зависи од вас како совет, каква одлука ќе однесете, дали со оваа мерка ќе се продолжи или не. Ние како стручните служби сме должни да ја почитуваме вашата одлука, меѓутоа ќе се обидеме да доставиме подетална информација
да кажеме во декември, како се потрошени ови пари, доколку имаме средства ќе спроведеме и анкети, можеме да ангажираме и фирма која што ќе направи целосна анализа за оправданост на оваа субвенција на општина Куманово. Благодарам. Благодарам, почитувана раководителке. Повелете реплика, Милен Доновски. Тоа значи дека ние сега како советници треба да ја сапиме дека не се носат сега одлуки за 60 милиони денари за општински линиски превоз со општина Куманово и 1,5 милион денари за општински линиски превоз на овие две села, туку треба да ги додадеме и тие плюс 2 милиони и 150 хиляди денари кои што се потрошени во претходниот период, па излегува дека се 63 милиони и 750 хиляди денари. Уште повеќе од бројката која што ја кажа. Благодарам. Само заради разјаснување. Благодарам. Благодарам, почитуван советник. Поверете советници, дали уште некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, ве молам да се изјасниме во однос на втората точка, предлог одлука за изменување на одлука за субвенционирање на линиски превоз на патници за линии утврдени со спогодба за утврдување на заедничко организирање за извршување на линиски превоз на патници помеѓу општина Куманово и општина Стара Нагориче. Констатирам дека со 20 гласа за, 4 против и 1 воздржан усвоена е предлог одлука за изменување на одлука за субвенционирање на линиски превоз на патници за линии утврдени со спогодба за утврдување на заедничко организирање на извршување на линиски превоз на патници помеѓу општина Куманово и општина Старо Нагоричане. Колеги советници, преминуваме на третата точка, предлог решение за давање согласност на одлука за утврдување на бод за пресметување на плати на вработените на ЈП Водовод Куманово за 2023 година. Директоре, ве молам кратко појаснување во интерес на јавноста. Значи, она што е законска обврска, усогласување со закон за државна администрација, се донесува вредност на бод од 81,6 денари и истото тоа што го направија сите јавни предпријатија во претходниот период. Техничка работа, ништо повише од тоа. Благодарам, директоре. Ве молам за збор се јави Милен Доновски, поверете советник. Благодарам. Техничка работа, ама треба да се разјасни. Со оглед на тоа дека во содржината стои дека се однесува вредноста на бодот за 2023 година. Што значи тоа? Дали тоа значи дека ќе треба јавното предпријатие ретроактивно, доколку има разлика во вредноста на бодот, за сите месеци од јануари 2023 година до сега да го примени новиот износ на бодот со кој што се пресметува платата, или тоа ќе почне да се применува од 1 ноември 2000, ако се донесе позитивна одлука, од 1 ноември 2023 година. Ако се применува од 1 ноември 2023 година, зошто тогаш? После 10, изминати 10 месеци од 2023 година, излегувате со таков предлог. Благодарам. Благодарам, советник, поверете ве директор. Значи, тоа нема да се применува ретроактивно, ќе се применува почнувајќи од со октомвриска плата. Не е така направено досега, затоа што согласно новиот колективен договор кој беше донесен пред месец дена, месец и пол дена, јавните комунални предпријатија децидно се ставени под јавен сектор. До донесување на овој колективен договор беше некоја сива зона, некои јавни предпријатија кога има интерес беа во јавен сектор, кога нема интерес не беа. Значи, бевме на состанок со СУДКОС и Сојуз на синдикати на Македонија, каде што децидно беше кажано дека со новиот колективен договор јавните комунални предпријатија имаат обврска да постапуваат согласно закон за плати за јавна администрација, за даватели на услуги, помошно технички персонал. Значи,
со новиот колективен договор сме децидно ставени во јавен сектор и тука нема мрдање више. Само тоа, ништо повеќе, нема ретроактивно. Значи ова ќе бодовите кои што се досега биле ќе бидат претворени во нови бодови кои што се согласно закон и ќе се пресмеа 10% изголемување на плата. Не. Благодарам, беде директоре. Поверете советници, дали уште некој бара збор? Никој не побара збор. Ве молам да се изјасниме во однос на третата точка од дневен ред. Предлог решение за давање согласност на одлука за утврдување на бод за пресметување на плати на вработените на ЈП Водовод Куманово за 2023 година. Едногласно со 22 гласа за, усвоен е предлог решение за давање согласност на одлука за утврдување на бодот за пресметување на плати на вработените за ЈП Водовод Куманово за 2023 година. Колеги советници, ја затварам 31-та седница, 32-та започнува во 12:30. Ви благодарам.